но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не можеш да го направиш. Имам. Добро, дајте само Можете за да вас. сте саркастични колку што Дајте сакате. уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. СЈО пред известно време отвори случај, наречен Труст, во кој фирмите Трансмет, Силекс, Неметали и Вато Дойл се основничени дека на нелегален начин добиле тендер во 2011 година за ископ на јаглен и јаловина од рудникот Суводол. Представниците на овие три фирми се осомничат дека сториле злоупотреба на поставката за јавна набавка. И тука нема што повеќе да се додаде. Почитувајќи ја презумцијата на невиност, судот треба да се врши постапката. Она што пред нас се отвара како дополнителен проблем е што собственикот Сеат Кочан, собственик во тоа време на Трансмет, е собственик на еден медиум, а тоа е овој телевизија Нова. Така, прашањето станува сензибилно, дали целта на СЈО се бизнисите на Кочан или обид за атак на телевизија Нова. И ние вечера ќе расправиме токму на оваа тема, политиката и медиумите. Мои вечерашни гости се мои колеги со своји искуства и сознание околу оваа тема. Тој е господинот Бован Нонковиќ. Добро вечер. Добро вечер. Ивана Талевска. И Наум Стојковски. Добро вечер за сите. Бован, ајде малку, бидејќи со тебе некако ги врзуваме, работиме европски. Често известуваш од Брисел за состојбите таму врзани за Македонија и често и за медиумите. Има некогаш диспропорција околу сваќањето на демократијата кај нас и во Европа, како тоа треба да изгледа. Како во Европа би се доживувало или како тие би го оправдале овој чин на атак врз медиумите, имајќи предвид дека тие генерално се залага за демократија, за слобода на медиумите, за плурализам и така натаму. Дали ова може да потпадне под нивниот концепт на притисок врз еден медиум? Ние имаме... И сте разбира, тоа е лично видување. Ние имаме во Европската унија, имаме Европската комисија која е неформална влада на унијата, чие председателство начело со Жан-Клод Јункер дојде на начело на комисијата 2014 и го постави мотото Fundamental First, односно основните вредности како прв приоритет, а пред се тоа беше заштита на основните човекови права. Како основно човеково право е правото за изразување и се разбира слободата на изразување и слободата на медиумите. И токму тоа можеме да го забележиме во сите извештаи, или така наречени прогрес извештаи за напредокот на земјите во процес на пристапување кон унијата, каде што и Република Македонија и сите годишни извештаи, кои потоа исто така се усвојуваат и во Европскиот парламент, каде на високо место се рангира слободата на изразувањето, слободата на медиумите. Таа не се третира во начин само дали постои само цензура или дали постои некаков вид на економско влијание преку рекламери, односно преку владините реклами, државни компании кои што се рекламират и така натаму. Тоа се мери целокупната слобода, односно целото општество како влијае врз медиумите и обратно, значи таа интеракција меѓу општеството и медиумите. Во конкретниот случај ние сега имаме состојба која Европската унија по дефолт би ја осудила, нели, бидејќи сепак без разлика дали се работи за човек кој што е од една страна собственик на медиум, но од друга страна е осомничен за нешто што не е поврзано директно со медиумот, сепак Европската комисија по дефолт би требало, ние денеска се уште немаме реакција, но по дефолт би требало многу набрзо да реагира во заштита, односно да побара почитување на презумпција на невиност и пред се почитување на слободата на медиумот, бидејќи тука во конкретниот случај се раздвоени. Значи, фирмата, каде што бил порано собственик вашиот газда, и неговото сегашно делување како собственик на телевизија Нова, едноставно да не се поврзат на ниту еден начин, со цел да се заштити медиумот како глас на јавноста, како со цел заштита на основното право за слобода, тоа е слободата на изразување. И европските примери тоа го покажуваат дека едноставно
ние буквално на целиот европски континент имаме собствеништво кога се работи за приватни медиуми од страна на големи корпорации, бизнис корпорации или големи могули, финансиски могули кои што дали од каприц или дали од едноставно интерес за да се допринесе за слободата на изразување и разноликост на мислењето, вложуваат и формираат медиуми. И тие се на еден начин заштитени кога станува збор за нивното делување во рамки на медиуми, односно како тие нивните медиуми кои тие ги финансираат допринесуваат за слободата на изразување. И ќе рече некој медиумот, тоа е обична фирма, до тоа сепак мислам дека има една дистинкција, бидејќи тоа не е класична, таа сепак е одраз на еден демократски аспект на едно општество, не е тоа било што, затоа треба повеќе внимание да се обрати кон тоа и веројатно затоа е така, значи да се дистанцира. Ние дури имаме сега еден вид на колизија, бидејќи од една страна Европската унија силно го поддржува работата на специјалното јавно обвинителство. Буквално Европската унија е креатор на и оттаму и дојде предлогот за формирање на јавно обвинителство за време на преговорите за Пржин 1, 2 и 3. И истата Европска унија од друга страна силно се бори за основните права на слободата на медиумите, поготово во Македонија. Знаеме, ние бевме третирани сериозно и негативно во сите тие извештаи на Европската унија и сега Европската унија од една страна го има специјалното обвинителство кое де факто веќе јавноста е запозната со нивното делување, со многуте примери, говорам за надвор од правните рамки кога се излезени, и сега во случајот на вистина се очекува медиумот да биде заштитен од една страна како медиум и Европската унија да застане за тоа, но од друга страна има проблем бидејќи тоа гонење го прави специјалното обвинителство со навистина клима. Сега тоа е се разбира дебата за правници на правни основи колку е тоа издржано и така дали е или не е. Но во секој случај ние имаме состојба каде што медиумот треба и мора да биде заштитен, како македонското општество држава, така и предсек да биде поддржан од страна на меѓународните фактори кои тоа како се вмешува тука кога станува збор за состојбата со медиумите. Имавме случај да го гледаме, може да го гледаме изминатите години сето тоа, но од друга страна едноставно ние како општество имаме интерес, а Европската унија тука треба да се покаже тоа добро, затоа што и во Англија, каде што Руперт Мардок имавме случај, значи буквално Силвио Берлускони во Италија така натаму, се што они им беше случај, за се што беа гонети мимо медиумите, значи делување во различни компании, секогаш се инсистираше да се издвојат нивните медиумски корпорации кои делуваа со цел промовирање на различно мислење во јавност и медиуми. Гора Талевска? Твоето искуство е можеби слично со ова сега и со некои други. Ова за ова што говори Нонковиќ. Не сме единствени од пример каде што одредени собственици на медиуми имаат и други бизниси, без разлика кој бил прво, кој бил второ. Тие се доведени во една ситуација која ќе дојде стан и паник, како што се вели сега, да бидат измешани ингеренциите на еден и друг бизнис и најчесто едниот од нив може да страда заради другиот. Тоето искуство што говори? Има ли политиката влијание и притисоци врз медиумите? Како можеме ние како медиумски работници да бидеме поштедени, не само нашите собственици, туку и ние како дел од овој медиумски простор, од ова демократско искажување на слободата на говор? Да си го штитиме медиумот, да не го штитиме бизнисите на нашите гази други, да го штитиме оној каде што ние припаѓаме. Најпрво благодарам за поканата да учествуваме во оваа дебата. Очекував дека нашата колешка Билјана Вечерова ќе ја води оваа дебата. Се надевам дека е добра, бидејќи времето е сепак променливо, топло-ладно, па можеби е настината па ти ја водиш оваа емисија овде. Медиумите се бизнес секаде во светот и не треба да се бега од тоа. Она на кое што ние овде треба да се фокусираме е фактот дека случаите кои што специјалното обвинителство ги отвара врз основа на нелегално стекнатите и монтирани прислушувани разговори треба да предизвикаат политички ефект за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да добие какви такви поени, можност, шанса или состојба во која што треба да формира влада. Ако земете аналогно целиот изминат период во кој што Република Македонија е во политичка криза, како што Зоран Заев на пресконференции ги најавува следните активности на специјалното обвинителство така ги отвара потоа тие случаи врз основа на овие илегално стекнати и монтирани преслушувани разговори. И доаѓаме сега во една ситуација во која што не само Трансмед или ТВ Нова стануваат заложници на политички монтирани случаи, тоа се сепак политички монтирани случаи,
туку имаме ситуација во која што над 200 бизниси само во Скопје, а во Република Македонија според податоците јас кои што ги имам, специјалното јавно обвинителство не е влезено само во фирмите на Зоран Заев во Струмица и во 24 вести во Скопје, кои што сопственички се поврзани со кланот Заеви, што значи дека генерално целото стопанство во Република Македонија се соочува со притисок од специјалното јавно обвинителство, директен или индиректен, врз основа на тие креирани и монтирани преслушувани разговори. Во една таква ситуација се создава психоза и страв кај луѓето, кое што треба да предизвика, да повторам, политички резултат. Значи, треба да се испорача ситуација во која што СДСМ треба да на секој можен начин, вештачки и на сила да ја формира владата, бидејќи тоа веќе не може да го направи. Како што можевме и денеска да слушнеме на пресконференцијата на председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тој комплетно надвор од уставот и деловникот за работа на собранието, излезе со нешто кое што требаше да личи на владена програма, меѓутоа е еден така документ кој што веројатно составен од луѓето во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, немаше ниту рокови, ниту детали, ниту бројки, ниту параметри по кои што таа влада во иднина би требало да работи и врз основа на која што ќе ја темели својата законитост во работењето. Тоа доаѓа само ден откако кривичниот совет донесе одлука да се преиначи одлуката на судијата за барањето за мерка притвор од специјалното јавно обвинителство. Значи јасна е поврзаноста и што треба да произведе барањето на кривичниот совет, односно поништувањето на претходната одлука. Тоа на секој во Република Македонија му е јасно. Мора да бидеме многу внимателни во оваа ситуација, не само како колеги, како новинари, него пред се како граѓани на Република Македонија, бидејќи трпението е доведено во една ситуација на зовриена точка. Не е се уште зовриена, не е експлозија, меѓутоа врие состојбата во Република Македонија, затоа што на народот му се наметнува не само нелегитимно избрани луѓе кои што на сила треба да станат влада во оваа држава, туку им се наметнува и платформа од странска држава која што треба комплетно да го смени уставното уредување и личната карта на Република Македонија, која што треба да биде променета и веќе да не е онаква каква што е сега. Играта, многу пати со Бобан сме го разговарале ова, бидејќи комуницираме на темата и разменуваме мислење, му кажам што се случува тука, ми кажува како е во Брисел. Играта е малку поголема од само едно барање за притвор и малку е поголема од она што иницијално почна како монтирани и преслушувани разговори. Значи, целта е преку притисок врз клучните луѓе во државата, во бизнисите, во медиумите, да се потисне сето она што може да мобилизира големи широки народни маси, кои што би дале објективна слика за случувањата во Република Македонија и би можеле да го пренесат гласот за народот да ја донесе вистинската одлука за Република Македонија и да делува согласно повикот кој што би го упатиле медиумите. Така што останувам на ставот дека ова е чисто политички притисок кој што треба да овозможи на опозицијата која што не победи на изборите да формира власт за да може да го испорача она што го има ветено, а тоа е реализација на платформата создадена во Тирана. Но Веднаш ќе се Дали- доврзам. Ивана, ми делува како да се фатува во замката. Не може Заев ниту социјалдемократите сега да им влегуваме во анализа што тоа правеле денеска и како они се обиделе да прочитаат владина програма. Каква владина програма? Без мандат? На која влада прават владина програма? И сега, таквите прашања се она што всушност им пречи и зашто точно е она што велиш дека треба да направат нешто многу поголемо, играта е дека многу поголема, им пречат медиумите кои што ги поставуваат овие прашања. Што тоа беше направено денеска во Социјалдемократскиот сојуз? Не им пречат медиумите, ќе те прекинам, им пречат кои што медиумите. ги поставуваат тие Заради прашања. Им сликата- пречат медиумите кои што не се Воопшто прашуваат. финансирани од Сорос, Кои што се поставуваат било финансирани какви прашања. од домашни пари. Значи, ние сме финансирани од пари од Република Македонија. Вака сега, ако утре предпријатија од преземат Република- власт, тоа е голема истите разлика. пари државни ќе прелетаат таму. Така што тоа воопшто не е никаков не би било спорно за нив дека се тоа пари државни кои што одрат. Зошто се поставува тоа прашање? Зошто им пречат овие медиуми? Затоа што им е спорно што тоа правил денеска Заев. Да речеме, зошто би им пречела нова Сител Република
Затоа што не излезе со наслов Заев ја представи владината програма. Како може да ја представи владината програма без мандат? Тоа се согласувам и сакам да те надополнам тука. Не, тука е многу голема, извини, тука е многу голема играта. Колкаво влијание имаат медиумите, кои што Заев уште на почеток ги прогласи за непријатели и против кои се води хајка од специјалното јавно обвинителство. Ако земеме во предвид, само за споредба, колкава улога има медиумите во кампањата, некои прашања не заслужуваат одговор кога беше референдумот за територијалната поделба на Македонија. Толку голема што Соединетите американски држави мора да не признаат подуставното име. И ја мислам дека е малку поголема. И затоа не успеа референдумот. Но морам да го надополнам тука Наум. Според моите информации кои што ги имам денеска, не се работи само за немање мандат, него се работи и за изигрување на веќе она што го договорил со Демократската унија за интеграција со БС и со Алијансата. Тоа е нивно прашање. Што сакаат нека прават. Мандат нема за да мене ми чита програма владина. Дека Демократската унија за интеграција се многу лути што Зоран Заев денеска се обиде да ги изврте тезите и да прикаже нешто што не го договориле при прифаќање на платформата. Има реакција официјална, има реакција официјална, меѓутоа 67-те подписи кои што тој вели дека ги има добиено за како владино мнозинство за да го добие мандатот, тоа не е програма за влада, тоа не е договор за влада. Они допрва треба да седнат и да договарат како ќе се дели владата, кои ресори ќе се делат. Не навлегуваме во тоа дали е договор за слушаме коментарот на уредничката, а потоа одиме со реклами, иако не е тука, но мислам дека има еден став околу тоа зошто може би ово се случува кон ТВ-но. Постапувањето на СЈО во случајот Труст ТВ Нова го смета за директен атак врз нејзиното работење. Очигледно е дека некому му смета успехот на овој медиум, кој за само година и неколку месеци успеа да стане релевантен извор на информации и граѓаните го препознаа тоа. Симптоматично е тоа што СЈО, преку истраги и случаи за фирми, почна да ги гори и медиумите, како тие да се најголемиот проблем. Инвентивноста на ТВ Нова покажа дека нашите граѓани се жедни да видат и нешто поинакво од она што го пласираат странските фактори преку други медиуми во нашата земја. Ова не е прв пат да бидеме на удар од институциите контролирани од странски организации и домашни политички субјекти. Истото се случи и пред изборите, кога адхок телото неосновано не напаѓаше, но како што го преживеавме тој удар, ќе го преживееме и овој. Сеат Кочан е човекот кој овозможи како медиум да покажеме како треба да функционира информативен сервис на граѓаните. Бевме единствени кои непрекинато информираа за поплавите, за земјотресите, за светските случувања. Сепак, за СЈО ова веројатно е тешко злодело и затоа без никакви докази решија да побараат притвор за сопственикот на ТВ Нова. Во оваа една година од постоењето, Кочан ниту еднаш не ни сугерирал како да ја водиме телевизијата. Единствено што инсистираше е директно со наша екипа да ги покриваме сите значајни настани во светот и тоа навистина не издигна како медиум. Со одлуката на СЈО не се засегнати само 130 вработени во ТВ Нова. Од фирмата Трансмет својот леп го вадат преку 10.000 македонски семејства. Ваквата постапка на СЈО ја доведува до прашање нивната екзистенција. Сакаме да прашаме зошто за СЈО и другите институции не се интересни медиумите кои произведуваат програма спонзорирана со странски пари. Какви се намерите на овие медиуми кои финансирани со странски пари работат против државните интереси и спроведуваат агенда на друга земја и странски фактори? Дали пречи тоа што како медиум го пренесуваме секојдневно незадоволството на граѓаните од Македонија и масовноста на ваквите собири кои се против прифаќањето на албанската платформа? Па наша должност е да ги информираме граѓаните. Жално е што во Македонија во последно време стана грев да си патриот и да ја сака својата земја. Една телевизија како ТВ Нова, која сака да го потенцира тоа, наместо да биде поздравена, станува казнета. Сакаме да им порачаме на нашите гледачи да останат спокојни. ТВ Нова ќе продолжи да работи и да информира, онака како што тоа го правеше и досега, професионално, брзо и навремено. А овој случај се надеваме за скоро ќе го затвориме, како уште една лоша вест што еднократно сме емитувале. Еве повторно во аргументи. Јас предлагам да погледнеме уште две изјави од наши колеги. Едната е од Латас, другата од Чириманов, да видиме нивните ставови околу ова што денови се случува околу притисокот или како некој ги толкува околу медиумите, особено околу телевизија Нова. Сеат Кочан никој не го знаеше. Во СДСМ немаше ништо против него, ни суд, ни СЈО, додека не отвори телевизија Нова.
Значи тоа сега од една страна актуелен, бидејќи телевизија нова очигледно добро и оди. Да ви одеше лошо, сега откочен веројатно никој немаше да го спомне ни понатаму. Е форма на притисок, е форма на дефокус, да се занимаваме со овие работи, наместо луѓето да зборат за тоа што е неекзистенција и зошто албанизација на Македонија ќе доведе до губиток на цена за станови, на цена на земјиште, до губење работни места, нешто што секој граѓанин го интересира, не ова академска расправа, двојазичност, нешто таму далеко што се случува. Тоа е политика на Заев. Постојат повеќе од 200 фирми кои работеле на проекти на владата. Од тие 200 фирми се прави упат и од тоа се обидува да се направи јавна вест и опомена само во медиумите. Вие имате ситуација да со владата работеле 200 фирми, а апсите и одредувате притвор само за еден човек од тие 200 фирми кој случајно или намерно има медиум, се работи за Сејат Коча. Ништо не работи се случајно. Тоа е план на СДСМ кој е изнесен пред 2 години, па потоа пред 1 година, па потоа пред 6 месеци. Денеска можевме да видиме во излагањето за проектот за нова влада на СДСМ на Зоран Заев, на неговата пресконференција, дека тој има намера да ги уништи медиумите. Значи, да направи така наречени реформи на медиумите, кои реформи ќе ги состави фондацијата Сорос. И се можете само да замислите какви тоа медиуми ќе има во Македонија, кои ќе бидат направени според проект на фондацијата Сорос, кој тие вака бомбастично го нарекле Blueprint. Зоран Заев со притисок на медиумите креира криза, креира немири, креира лош амбиент во кој граѓанинот треба да изгуби довербата во политичарите, во политиката, дека сите се криминалци, сите не чинат, па и Заев и да е криминалец, и другите се. Видете еден абсурд. Вчера Телма ми се чини прво објави, сад време после или два, после изрекување на мерката, медиумот знаеше дека на човекот му определен притвор, а човекот не знаеше. Не знаеше неговиот адвокат, не знаеше никој. Што значи дека судот и СЈО соработуваат со одредени новинари на кои им дават информации пред по службена должност прво да се извести заинтересираната страна. Нормално дека е притисок врз медиум, зашто нова постои само 1 година. Секому е јасно дека за 1 година вие немате приходи од реклами кои може да ви издржуваат, дека ви издржува основачот, а тоа е Трансмед. И дека ако се блокира сметката на Трансмед, вие за 2-3 месеца ќе идете на улица. И што сакате поголем доказ од таа форма на притиск? Ако ви го апсат газдата, а тој е само еден од 200 луѓе или битни компании кои се работувале и работеле за јавни органи, и ако ме блокирате сметката, вие немате медиум. Тоа истото се случува со Сител, истото се случува со Медиапринт, со трите вестника, истото се случува со Алфа, верувам и со Канал 5. Нема сомнеш дека Зоран Заев има список на непријатели, список на политички противници. Зоран Заев ги прогласи голем број од медиумите директно на пресконференција за негови политички непријатели, а при тоа јасно ние не сите веќе дека специјалното јавно обвинителство за жал, наместо да биде непристрасен и неутрален орган кој што ќе врши истраги, дека е политичка алатка на партијата СДСМ. Така да јасно е дека специјалното јавно обвинителство Катица Јанева во овој случај одработува за СДСМ да се ликвидираат медиумите и политичките фактори кои што Зоран Заев ги има прогласено за свој непријатели, за своји противници. Единствено тоа што радува е што гледаме дека реакцијата на граѓаните е исклучително масовна, исклучително жестока секој ден. Веројатно и тоа е уште една причина повеќе поради која што на СДСМ им се брза и на СЈО им се брза, да ги замолчат медиумите кои што пренесуваат не само за непринципиалните ветувања кои што СДСМ ги дал, туку и за масовниот одек кај граѓаните, масовната бурна реакција на граѓаните на оваа распродажба на националните интереси од страна на СДСМ. Еве повторно во аргументи. Ивона, ваквите, ако ги наречеме дека се индиректни притисоци врз медиумот, бидејќи ти припаѓаш на почетокот реков на еден таков медиум, каде што има газда. Малку виќе можеби од Мија, таму е други се односите. Не тераат ние вработените да се чувствуваме виновни и да го браниме собственикот на медиумот, без да знаеме
кои се реалните основи, значи нели почна еден судски процес. Дали е тоа целта и како човек да се однесува во една таква ситуација? Пак ќе кажам, ние мора да бидеме многу внимателни. Ја не знам зошто вие влегувате во дефанзива дека треба да се браните, односно дека треба да се браните како луѓе од она што би било евентуален судски процес против Сеат Кочан и Трансмет. Значи, тие случаи зошто имаме дилема дека се политички мотивирани? И Латас го кажа истото, јас го кажав истото на почетокот. Латас вика Сеат Кочан никој не го знаеше во СДСМ пред да отвори телевизијата. Поентата е дека тие се политички мотивирани случаи, онаму каде што СДСМ смета дека треба да се изврши најсилен притисок за да они ја спроведат својата политичка агенда, а тоа е доаѓање на власт по секоја цена. Процениле дека ТВ Нова станала силен партнер покрај другите медиуми непријатели, заедно со Сител, со Канал 5, со Алфа, со сите кои што не набројаат дневник и така натаму, дека станува рамноправен партнер кој што има влијание кај граѓаните и кај гласачите и решава дека треба да се удри таму. Зоран Заев си направи интервју следниот ден специјалното јавно обвинителство, си одржа пресконференцијата и сега сме во ситуација во која што ние треба да разглобуваме дали судскиот процес е притисок врз новинарите или не е. Апсолутно дека е притисок врз новинарите. Тука немаме никакви дилеми. И затоа велам дека треба да бидеме многу внимателни. Зошто? Во 2015 година јас бев дел од 20 новинари кои што при протестите на шарените Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бевме физички нападнати со сериозни повреди, лекарски констатирани, и ние никогаш не добивме осуда за сето тоа што се случуваше на терен. Боба Нонковиќ исто така беше дел од таа екипа. Редакцијата на Република беше искршена заедно со Радио Слободна Македонија. Значи, ние имавме еден куп сериозни случаи на насилство врз новинарите, на закани кон новинарите и медиумските куќи. Значи, Зоран Заев не прогласи за непријатели државни број 1 по собствена проценка. И ние не видовме дека ниту ЗНМ, ниту другите нивни партнери, како Сорос и некои од странските амбасади, ги осудија тие инциденти. За разлика од нив, ние многу посериозно ја сваќаме ситуацијата и позрело реагираме. Ние како МАН ги осудивме нападите, например, врз екипата на порталот А1 кој што беше физички нападнат на протестот на Заедничка Македонија, првиот ден што се случи. Значи, пак ја повторам, ситуацијата е повеќе од сериозна. Мораме секој збор внимателно да го мериме и пораките кои што ги упатуваме, затоа што не смееме никако граѓани, никако медиуми, никако бизниси, а на крајот од денот никако држава да се доведеме во ситуација во која што работите кога ќе поминат, а еден ден ќе поминат, нема да можеме да ги вратиме назад и ништо од ова што се случило во меѓувреме нема да може да биде поправено. Значи сега одиме по навистина тенка жица. Не види конкретен случај за медиумите, види. Ако имаш владење на правото, не симултано имаш ти да симултано влегување во инспекција во Медија Принт Македонија кој ги издава трите во сите 824 вести и Сорос групацијата. И сега како е тоа случајност? Се застанете малку. Значи бидејќи спомнавте ваши примери, да бидам честен кон себе и кон јавноста, јас доаѓам од една телевизија пред да постои А1, што се викаше А1. И тогаш и сега сум во слична ситуација и не случајно можеби еден пост на еден мој пријател денеска почна со Асма Малериште. Веројатно мислејќи дека тогаш за кусо време беше затворена А1, а сега како да се наоѓаме во една слична ситуација каде што се спрема слична судбина од спротивната страна. Значи треба да следиме каде одиш ти за да знаеме што ќе се случи. Сакам да кажам дека и тогаш и сега се наоѓам во принципијална ситуација. Од минимум лојалност да го заштитувам собственикот на кој што му припаѓам. И тогаш, и сега. Од минимум лојалност кон работата што извршувам, бев чесен и тогаш и сега. Од минимум лојалност кон изворот на примање што ги имав и тогаш и сега, човек треба да е лојален кон работата. И тогаш и сега се залагам за слобода на говор, бидејќи мислам дека медиумите се многу важни. Така? И мислам дека и тогаш се залагав за нелесно одредување на мерката притвор, која и тогаш и сега се случува многу брзо. Значи, секојаш постои некој вид на селективност за која што говорите. Како да воспоставиме владење на правото, да нема таков однос за кој што и вие сте почувствувале на своја кожа, и особено сега, мене ми е битно сега, бидејќи ако тогаш
се залагавме за неселективен однос, добиваме нешто исто од некои кои што велат дека ќе постапуваат поинаку. Тоа е сегашна опозиција. Значи, јас сум двојно заробен, бидејќи, како да ви кажам, се вртам во круг и не идувам постојано на еден ист однос од политички реваншизам кој партиите го имаат меѓу себе. Како ние да се заштитиме од тоа? Извини, Љубише, може на почеток, само ја воопшто не би ги изедначил случајот тај еден. Не, секој случај е посебен. Сакам да кажам да не видам тука се работи за седам овде и сум заборавил на поширока тоа што се случувало. дали биле гранапчини и криминал. Ова е многу поголема игра. Јас мојот однос кон јавност сакам да го кажам дека направи случајна грешка кажувајќи дека си собственост на собственикот, не си собственост. Твојата работа е собственост на газдата на медиум, ти не си валјда си на твоите родители. Но кога станува збор за владењето на право, имаме повторно тука една европска директива која е една од основните, значи повторно фундаментално право на човекот, владењето на правото, кое што исто така се бара, се инсистира и е така наречена звездичка за сите земји кандидати. И сега што имаме ние случаи? До сега постојано се критикува дека судството не е независно, дека има монтирани случаи, дека има влијание на власт и така натаму, да ние сега со специјалното јавно обвинителство, како што и случајот со медиумите, до сега беа пристрасни вака така ништо, одеднаш како го добија адхок телото ги испоказнија сите, за да покажат како би функционирале. Зборуваме за Социјалдемократскиот сојуз и Сорос, кој што има мнозинство во тоа така наречено адхок тело во предизборието, што ги растури од казнување. Мислам дека и Нова ТВ беше казнувана и Сител телевизија. ТВ Нова. ТВ Нова. Нова ТВ не знам дали беше казнувана. Зборувам за телевизија, не зборувам за некои си порталчиња. Значи, и кога станува збор за владење на правото, го имаме идентичен случај. Луѓето кои што цврсто се бореа за независност на судството, за почитување на презумпција на невиност, за нелесно определување на мерката притвор, нели, која што треба да биде последна и според директивите на Европската унија, апсолутно мерката притвор треба да биде како последно едно решение кога се исцрпени, односно кога сите од тие три поводи, да. Но што имаме сега случај? Тој е најдрастичниот пример. Зашто СДСМ на пример би испаднале големи мангупи ако сега искочат и речат ние го осудуваме така лесното определување на мерката притвор. Тогаш сите ние ќе речеме сепак значи и тогаш кога се залагали сега имаат исти аршин. Јас сакам се кажам за себе. Така, затоа го извоих моето како мислење. може да СДСМ да го каже тоа кога мерка притвор не е определена за нивниот претседател Зоран Заев ниту за случајот пуч, ниту за случајот подкуп. А од друга страна сега се бара притвор за нешто што е политичка хајка. Па ако они тврдат дека пуч и подкуп се политичка хајка, требаше да има притвори за Зоран Заев. Ама ние не го гледаме тоа. Второ, зошто и тогаш извини беше Сваровски судството, а сега е независно. Зошто специјалното јавно обвинителство не ги брка 24 вести, не ги брка Телма телевизија, не ги брка порталите од групацијата Сорос, како што се Плюс, Инфо, Либертас и останатите, кои што исто така се корисници на владините и партиски кампањи. Посебно кога се изборите во прашање, бидејќи јас сум ги гледала кампањите и на ВМРО ДПМН да одат на тие портали и на тие телевизии. Значи ние не треба да го елаборираме случајов и да се изедначува Велија Рамковски случај од Пајажина со случајот Трансмет. Прво се квалитативно и суштински различни, а второ политички мотивирано овој случај. Ке Велија Рамковски беше сосема друга работата. Значи, ако ние зборуваме за праведност и еднаквост на законот сите пред законот, се извинувам, тогаш ние требаше да имаме притвор, како што реков, и за Зоран Заев, ама требаше да бидат гонети и СЈО да влезе и во Либертас, и во Плюс Инфо, и во сите тие нивни портали кои што се дел од групацијата Сорос, бидејќи и тие реално се корисници на владини партиски пари. Значи, ние го немаме тоа. И да не навлегуваме понатаму во нешто што ќе не одведе во погрешна насока. Јас само кажав, мојот принципен став тогаш, зашто сум правил така и сега, бидејќи јас сум сега во слична позиција. Оно што мене ме иритира е што ако СЈО, ако сме се бореле против ОЈО, тогаш добиваме СЈО. СЈО не сме да биде одраз на оно, таа треба да биде нешто друго. Па не е одраз на ОЈО, таа е одраз на СДСМ. Не сакам да кажам за принципиелноста. За принципиелност, ако градите ново општество за кое што се залагаме сега, што е спротивно на ова за кое што се критикува, тогаш вие не смеете да покажувате исти мерки како оние кои што ги критикувате. Може ли во тој дел само малку да се надоврзам? Прво, оватас го слушнавме, го спомна денешното обраќање на Заев и неговиот блупринт и реформите во медиумите, но за однесувањето на медиумите кои што се финансирани од Сорос, а се поддржувачи и ја спроведуваат кампањата на СДСМ, имаме сведочење за однесувањето на
финансиерот, кој што до вчера беше прв човек на Сорос. Како лично ги уредувал медиумите и информациите кои што треба да одат таму и оние што не биле играчи во тој филм биле добивале нели скратување на парите и биле избркувани од таму. Вториот и многу поважен дел е тоа што СЈО во текот на оваа на работата на СЈО толку многу се не само што исполитизира, туку стави во улога на извршувач на она што го најавува Зоран Заев, што веќе немаме верба во работата на специјалното јавно обвинителство. И мене воопшто не ме чуди нивниот влез и во МПМ, и во Канал 5, и во Сител, и во ударот што се однесува тука. Ивона, преска спомна нешто да не заборавам. И извини, една многу битна работа. Во случајот на Ајден не беше прогласен за непријател. Значи сите други телевизии го баркаа. Така, ова медиумите беа прогласени за непријатели. Тоа не смее да се заборави дека таа реченица е многу клучна во целиот овој случај. Добро, не сакам да се навраќаме на минатото, само правиме споредба, но ако говориме за она што ти го спомена, искуствата што сите поединечно сме го имале порано или подоцна, не ли бара може би невозможно нешто, онако тоа е невозможно кај политичките партии. Зошто кај новинарската фела нема обид не за спојување на здруженијата, на барем единство кога еден од медиумите ќе биде праведно или неправедно, без разлика, нападнат, атакуван од било кој аспект. Зошто чекаме мечката секогаш да заигра нашиот двор, па потоа бараме подршка другите. И кога стана збор за Сител, дали било претходно Ајден, секогаш наоѓаме оправдување и се повлекуваме. Може ли само да се уфрлам, продолжи. Рече дека немало реакција од ЗНМ, побаравме ние, кога беше нападнат фотографот на Република, побаравме стафот ЗНМ да нели и синдикалните организации на новинарите и одговорот кој што го добивме од ЗНМ, знаете ли кој беше? Чекаме да видиме што ќе каже другата страна, па потоа никогаш повеќе не добивме ни една буква одговор од таму. Па што треба да направиме? Зашто мора да е така, бидејќи гледаме дека историјата се менува, секогаш некој ќе биде на удар. Секогаш ни треба поддршка од колегите. Едното здружение се финансира затоа и се појавија две здруженија всушност. Не знам зошто дебатираме на темава. Не може би сум идеалист, ама мислам дека ни треба праксата ќе ни треба. Ние понудивме, значи прво да зборувам во името на МАН, потоа да зборуваме со соработката со ЗНМ. Ова кратко ќе биде. Секогаш кога се работи за новинарите, ние ги осудуваме принципилно нападите врз новинарите, посебно нападите врз медиумските куки. Не само физички, значи, и политички кога сме нападнати. Не само физички. И ние секогаш сме обезбедувале и потребната правна заштита за сите наши колеги, вклучително и во судските процеси. Значи не само проблеми со полиција или при демонстрации, секогаш кога е потребна правна и социјална сигурност, МАН ја обезбедува за своите членови. Ние имаме доминантно најголем број на членови, преку 400 регистрирани во агенцијата за медиуми. И другите се новинари, Ивона, не само тие на МАН, не е така. ЗНМ. Значи по закон не е така, извини ќе те демантирам, а законот се донесе по барање на ЗНМ со тие одредници дека за законот мене е битно да се штитиме како фела, не преку закон. Втора работа. Не можем, МАН во неколку наврати, меѓу кои и Чомовски може да посведочи на ова, а беше и Насер Салмани на таа средба, МАН во неколку наврати понуди обединување на двете здруженија. Ова го дискутиравме со Американската амбасада и со амбасадата на Европска унија и со Британската амбасада. Сите три обиди наши и предлози наши со конкретни теми. Ова ни е од интерес, ова ни е од интерес и ова ни е од интерес да се обединиме, затоа што мора да се штити професијата. Ќе се менуваат закони, мора да имаме единствен став, ќе доаѓаат турбулентни времиња, мора да имаме единствен став. Значи мора да се обединиме како што е случајот секаде во светот. Они не само што не оставија без одговор, него спротивно направија од сето тоа за кое што се залагаа на масата. Значи луѓето не ја кажуваат вистината. Едно зборуваат пред вас, ќе се свртат, ќе отидат со државни или странски представници, ќе кажат нешто сосема друго. Така беше и случајот со декриминализацијата на клевета. Насер Салмани збореше едно, отиде седна билатералка со Теута, се донесе друга законска одредба за која што ние сега плаќаме енормни суми на пари сите. Значи, во односот на принципилност и професионалноста, МАН предничи. И не се срамам да кажам дека ние ги поддржуваме новинарите дури и кога не се во право, зашто тоа ни е работа. Меѓутоа не можете да го очекувате тоа дека ќе биде ситуација од другата страна, бидејќи ЗНМ доминантно се финансира од странски пари.
и од странски амбасади и од фондации. Што значи тоа? Па како очекувате да ги брани домицилните бизниси? Они стално ќе го бранат ставот на странската амбасада во Република Македонија. А ставот на странската амбасада е спротивен на интересот на државата? Па многу често се не секогаш, но во случаите кога тоа треба да се одработи во клучни моменти како што е сега, ЗНМ излегува со поддршка за странските амбасади. Period, точка, тука завршува секоја дебата. Како е Европа? Имаш големи разлики меѓу новинарските здруженија? Апсолутно, види, ја на пример ние сме 2000 кредитирани дописници во Брисел од целиот свет буквално. И јас со сите и другаруваме и комуницираме на дневно ниво. Факт е дека има големи поделби. На пример, јас имам германски колеги, таму се чувствува поделбата меѓу страни кои што се на еден или друг начин поврзани со левата опција на политичкиот спектар или десната и така натаму, и тоа не е спор. Но кога станува збор за основните новинарски права, тука се единствени. И тука апсолутно секогаш е имало прашање на култура или прашање на што? Јас верувам дека преди се е прашање на култура, но од друга страна исто така имаме случаи кога тие имаат и национални интереси кои што им се многу важни. Ние во случајов кога имаме фондација која има се освен интерес да ги заштити, промовира или барем почитува основните државни интереси кои што се во Република Македонија и во другите на Балканот каде што делува фондацијата Сорос, ние не можеме да бидеме исти со таа структура, затоа што таа нема идентичниот интерес што го има на пример газдата на телевизија Нова, на пример. Еве сега он ја создал оваа телевизија за да влие да се доплурализира македонското медиумско општество, а тие влијаат, тие инвестираат пари кои што се за се освен за тоа. Значи ние ги имаме медиумите, само видете и нивниот лик. Тие се медиуми кои промовираат се освен основни човекови права и вредности. И сега ти како ќе бидеш идентичен со нив? И сега повторно ќе речат, ама вие влегувате во Кавгаз, значи вие не ќе помирување. Јас мислам дека сигурно и ти би го поставил истото прашање, но чекај, не може да сме исти. Не може да сме исти кога не сме идентични на пазарот. Ти правиш производ кој го продаваш, он прави производ за без пари затоа што веќе му се обезбедени средствата за да обстанува. Ти велиш твојот газда ако го затворат, му ги блокираат сметките, оваа телевизија како што каже и нашиот колега Латас, кој што е новороденче и се уште на своји нозе се обидува да застане и зависи само од средствата на сопственикот, како ти ќе се такмичиш со некој кој што веќе добил 500-600 илјади евра, милион евра од странска фондација која апсолутно не е присутна на пазарот и не интересира колку си ти квалитета на пазарот за да мери дали ќе ти даде тебе повеќе или на нему. Ако се сеќавате пред години и пол, мислам дека Иман учествуваше у тие разговори, имаше една идеја, можеби 2 години се. Ајде сите да направиме еден фонд, каде што државата со владините реклами ќе ги дава парите, но и сите странски заинтересирани организации, невладини, така натаму, фондации и бизнис корпорациите, сега, тој фонд, врз основа дали people метрите според AGB Nielsen за телевизиите или според тиражите за печатените медиуми, има меѓународни критериуми, ќе видиме сега. Нова ТВ е најгледана, Сител е најгледана. Невладините пари на купче. На купче кој е најгледан процентуално. Сител, Нова ТВ не е важно, процентуално и сите задоволни и тогаш сме конкурентни. Вака не сме конкуренти, ти создаваш производ кој го продаваш на пазар, а некој ги нуди за без пари јаболката и ти како ќе бидеш идентичен со него. И токму затоа ти после си ранлив и лесно може да те совлада кога ќе ти го затвори со немаш истински пазар на медиуми. Ти фактички, ако си незадоволен од еден медиум, ти не можеш да заминеш, немаш голем избор или ако се затвори медиумот. Па немаш. Тогаш законите, да го надополнам, Бобан ги блокираше ЗНМ, ова што го збориме, и ги блокираше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и законските одредби се донесоа како што се донесоа. Нема да ги коментираме, но за мене е уште пострашен денешниот момент во кој што се најавува дека блупринт за сите медиуми во Македонија од СДСМ ќе биде невладениот сектор. Па невладен сектор не е медиум. Киднапиране проги во невладениот сектор. Освен порталите. Значи сега човек гонет за криминал во Америка, Сорос, ќе треба преку доминантната организација на Балканов, нели, отворено општество, Македонија, Албанија, Косово и така натаму, да ни кажува како ние треба да работиме по закон со кој што не се сложува. Тоа е апсурд сам по себе. Не може Сорос и фондацијата Сорос и невладените организации да ни кажуваат како треба да ја работиме медиумската работа. Ние во овој бизнес сме повеќе од 20 години, сите овде на масава. Занаетот го знаеме во малиот прст. Медиумите, новинарите, медиумските работници, значи збориме по сегашниот закон. Таа дефиниција
и новинарските здруженија се оние кои што можат да ја уредуваат работата на медиумите, не невладениот сектор. Ама ние сме сепак поделени и сирџи. Значи, кога ги кршеа прозорите на Радио Слободна Македонија, како да ви кажам, се штитевме ние нашите. Кога ја напаѓа Ајден, се штитевме ние нашите. Кога ја напаѓа Сител, се браневме ние нашите. Секој на многу интересна ситуација во која што оние што се случи, за да останеме на одворна улица и потоа никој да не вработи. Знаеш, и ќе видиме, супер им се случува. Љубиша, нема солидарност. Има една ситуација во која што треба за да се разберат луѓето што не се од оваа сфера, треба да ја разберат дека оние што се представуваат за демократи и за либерали се многу повеќе конзервативно затворени кон спротивното мислење, него оние што се представуваат што се обележани како конзервативци. Значи, јас можам да седнем и да дебатирам со било кој од нив. Ама јас имам став и ти имаш став. Јас нема да те навредам заради твојот став. А ти мене ме навредуваш. Прво на сите ни се ставени имиња и таа осуда, значи, оваа осуда која што сега тргнува, значи тоа се курири, тоа се не медиуми, владени мегафони. Ние не сме медиуми. Режимски новинари. Значи, ние сме режимски новинари. Ние не сме или комуњари. Па сега тоа беше одговор. Тоа беше одговор. Кој прв почна? Тоа беше одговор. Откако почнаа некои да бидат ако сме мегафони, ако не го земат мегафонот, не значи дека го решиле политички Па не само што види, не може да се затвора, не може да бидат затворени за прво опозиција. Ајде вака сега најбазично, не може во една демократија, ако ти се бориш за власт, да се затвориш кон определени медиуми. Да не имаш. Така да. Може, Значи, зошто гледаме СДСМ како партија се затвори. Зошто? Затоа што дошол Зоран Заев на интервју кај мене, налета на малце покрути прашања, кога човекот дали беше неискусен, ова изгледа се уште е неискусен со своите лапсузи, пишан медиуми, останува што останува, се извади тоа што го кажа, повеќе немаме пристап да речеме до таму или она што ќе го побараш. Како може една партија која што треба да ги промени работите во медиумската и која што се бори за рушење на режим и за слобода и демократија да бара повлекување и извинување на хумористичен текст од портал? Затоа што, односно, да се повлечи и да се каже дека тоа не е изјава негова. Луѓе, текстот е хумористичен. Пишува долу. Текстот е хумористичен, значи хумореска. Зошто тогаш, ајде сега да се навратиме што прават тие медиуми таму, кој бара од кај нив повлекување? Цели стрипови нели излегуваат? Одиме со уште еден блок реклами, а потоа завршуваме со дебатата на ТВ Нова. Сме во отворено студио на телевизија Нова. Привршувам, иако отворивме, или треба да отвориме уште неколку интересни прашања што ги отворивте во претходниот дел. Наум, ти спомна твоето искуство околу интервјуто со лидерот на СДСМ. Чисто како пример го кажав за нешто што почна как да станува затвореност на... Затвореност. Генерално, Бобан, моето искуство вели дека власта во принцип во демократски општества треба да оди повеќе во опозицијски медиуми, а опозицијата треба да оди во провладени медиуми, за да ангажира што поголема публика или гласачи. Кај нас постои една затвореност во општеството. Или кога власта патува негдека, таа повеќе поведува со себе опозицијски медиуми за да им докаже дека нешто добро работи, а не освоите. Дали е така на Запад и зошто тоа не го применуваме овде во Види, сега, на Запад дефинитивно, како што кажав и преска, се тоа цврсто подделено. Ама види, ние сакаме да видиме Европска унија, ние треба да кадеме исти гледности, не само ние новинарите. Значи и опозицијата и власта треба да влезат во Европа, Европска унија е Италија, каде 70% од сите активни електронски медиуми се во собственост на еден човек. Европска унија и Полска, каде што со закон се што беше од медиум се стави под државна капа. Европска унија и Унгарија, каде што има примери на сериозен притисок
од страна на државата кон независните медиуми. Значи, види, кога се говори пример од Европска унија, често у Брисел го употребувам, тој многу ми се лутат, морам да ти кажам тоа. Кога велам чекај. Ние Европската унија го веле добро. Која е Европската унија? И ќе им го дадам овие ќе им ги дадам овие примери што ти кажам, и одеднаш ќе имаме веќе проблем. Затоа што таму имаме еклатантни примери на кршење на медиумските права и замолчување на медиумите, односно загрозување на слободата на изразување преку медиумите во овие држави. Значи Европската унија има унифициран глас, има еден единствен глас кога станува збор за земите кандидати на кои постојано им се даваат уцени, еден вид на бенчмаркови, нели, кои што се нарекуваат и сега вие вака ќе правите. И кога ќе им речеш, ајде кажете ми по кој пример, тоа беше у Република Македонија случајот кога за законот за медиуми, нели, кога се бараше дајте ни еден со оној Ван Хојте несрекникот што ни го прати Брисел, дајте ни еден од вашите примери од било која 28 земји членки на унијата и ние да го примениме. Таков каков што е. Не, Ван Хојте ни рече, ама вие немате европски како беше тоа дух или вие немате европски навики, нешто тотално ненавредено, ние сме едно зафрлено село, они се еден голем град, Велеград. Фино сте поминале во однос на тоа како се одбракел кон жените што биле на ама сакам да ти кажам, значи, тука има еден вид на хипокризија, лицемерие, затоа што они едно велат, а друго како пример го имаат во сопствените земји членки. Затоа не можеме да земеме Европската унија како целост, можеме да ги земеме бенчмарковите кои ни ги лепат. А тие се дека, не знам, кога станува збор за државата, односно за слобода на медиуми, они велат по дефолт, владата е таа која повеќе треба да внимава. И што се согласува. Нели, владата го има целиот државен апарат во свој, ги има механизмите и се е во ред. Но, што правиме кога тебе не ти е опозиција политичка партија, него ти е опозиција најсилната фондација со милиарди евра, која има и политички и бизнис интереси во регионот и во конкретната држава. Значи ти веќе не се соочуваш со противник кој е инфериорен затоа што го нема државниот опозиција. Мислам, не ја дела судбината со опозицијските медиуми. Не може да ја дела. Да се обесправени со мали плати. Многу добро живеат така што тие секој сте власт. Тоа е тоа, значи они не се инфериорни, напротив, они се супериорни во таа битка затоа што тоа што го спомнавме преска, зашто не го прифатија тоа све на куп, па според гледаност или читаност да се делат парите од сите извори. Зашто го прифатат кога живеат многу подобро? Ја не сум чул дека без работа останале. Тоа прво, второ, како им се регистрирани дел од медиумите? Останале без работа. Како се регистрирани дел од медиумите? Како НГО, како невладин сектор? Колкави се давачките кон државата од тоа? Јас знам еден медиум, нема да го споменам. Што е споменам. тоа што се вели, јас имам, не знам, хонорар и толку пари и кои што се многу поголеми, апсолутно не може да се прави равенство помеѓу едното и второто. И уште нешто пак ќе кажам. Кажете ми вие пример во која што еден таков противник во наводници, политичка партија која што претендира да дојде на власт, да ви одржи пресконференција пред канцелариите на медиумот, во кој што ве обвинува за нешто што нема апсолутно врска со вас, да ви вадат листи некакви за некои примања кои што се лажни, и при тоа сите новинарски, значи, еве тука се тепете ги, што треба да каже повеќе? И после тоа се чудиме што во Република влетуваат луѓе кои што се закануваат дали после 11 декември ќе сме завршиле на буниште или не знам какви не. Со сите, значи вооружени луѓе со полициско минато. Сега да не. Јас имав лани и официјално дека поднесов пријава во МВР поради константен, а верувам дека и во сите останати го има тој случај, на социјалните мрежи имам константи од веќе реални ликови, не од оние скриени ликови, закани не само по живот, него во смисла закана што би се случило, што ќе се случи откако ќе дојде другата опција на власт. И постојано се потенцира моментот, ќе видите сите пари што сте ги заработиле, ќе ги враќате. Во ред, сите пари што сум ги заработил минале низ даночниот систем во Република Македонија, за истите платен данок. Како ќе ми ги земеш ти мене? На кој начин? Зашто ми се заканаш? Ајде сега што правиме со вашите пари, кои што се влезени дели во црни кеси, вие имате, покажувате коли, станови, куќи и така натаму. Значи, вие се извртена е работата и постојано ние се браниме, која поседуваме вистината и реалноста на наша страна, но постојано ние сме во дефанзива да мора да се браниме за она што основно си го работиме, јас 17 години. И каде е тука одбраната и колегијалноста од, нели, другите здруженија? Дечки, не треба да кукаме. Не кукаме, разговараме за ситуација. Извини, нема што да кукаме, кажуваме вистина. Позрели сме и облажени во нашите реакции, бидејќи цениме колку е сериозна ситуацијата. Значи, оваа ситуација, да се вратиме на политиката, значи, што е политички удар врз
медиумите, замолчување на медиумите. Ситуацијата во целата држава е многу критична и не е само во Република Македонија критична, значи критична станува и на Косово, критична е во Босна. Гледаме денеска дека албанските специјалци се пратени на македонска граница, значи состојбата не е алармантна, тоа веќе насил звонат. Стварно мора да бидеме многу внимателни и предпазливи во све што кажуваме, затоа што ова ќе помине. Мораме да се вратиме назад и дали ќе можеме да се вратиме назад и да го поправиме сето тоа што како штета е во овој период направено. Јас не сум спремна да влегувам во крвави конфликти со никого, ниту со ЗНМ во оваа ситуација, затоа што нивната цел е токму тоа, да се влезе во крвав конфликт. Ама сигурно дека нема да седиме и да ги гледаме како ајде фигуративно не ги дробат джигерите. И уште завршуваме, но споменавте дека треба да се вратиме на темата на која што почнавме, опасноста од згаснување на уште еден медиум кој може да биде жртва заради други влијанија, а тоа е една од изјавите што ја прочитав дека засега Управата за јавни приходи нема намера да ја блокира сметката на Трансмет или на ТВ Нова. Тоа е засега. Тоа значи дека ние треба да работиме под еден притисок што не е нормален за еден медиум. Јас спомнав дека веќе сум го поминал тоа, веруете, тоа не ти дава сигурност да работиш ако знаеш дека над тебе ти виси дека некој заради нешто ќе удри во медиумот. Многу медиуми се у слична ситуација, иако не се под ваков удар, како што го кажуваш, меѓутоа самата криза и економијата си го прави своето, но сепак нагласуваме дека е случај кој што е под посебен сега случај со притисок за сметката, затварање и затворање на цел медиум. Ќе биде погрешно ако дојде до тоа, мислам дека не треба да се повторуваат негативните истории, затоа што, како што вели Бован, секој медиум е придобивка и во Македонија и на Запад и треба да се грижиме тие да обстојат, бидејќи тоа е вистинскиот демократски плурализам и треба посебно нега на секој медиум. Без разлика дали е провладин, невладин, не е битно, мислам, секој тоа е демократијата, да ги поедноставиме работите. И имаме партијата која вели дека ќе донесе живот за граѓани, и имаме партијата која вели дека ќе најде начин како да ги забрза македонските евроатлантски интеграции. Ако ни се бенчмаркот и медиумите од страна на Европската унија за напредување во пристапувањето кон Европската унија, тогаш како ние ќе го оствариме тој, ќе го тргнеме тој бенчмарк, ако ние во меѓувреме затвориме нов медиум. Така, збориме за партијата која декларативно постојано се залагаше дека тоа никогаш не смее да се случи во едно плурално демократско општество како што е македонското. И сега ние имаме обратен процес. Претходно беше случај со законот за медиуми, со нападите на новинарите, со ставањето мета на медиумите, бидејќи медиумите беа мета. Во Сител имаше транспарент, мислам дека беше цел плакат против главниот уредник платен од страна на политичка партија во Република Македонија. Демонстрации, значи СДСМ е единствена опозиција што донела одлука да го бойкотира најголемиот медиум во Македонија и при тоа да демонстрира пред телевизијата не согласувајќи се со уредувачката политика на приватен медиум. Тоа е апсурд сам по себе. Тоа е таа исклучивост која што они ја представуваат поинаку, што е навистина товар за македонското општество, кое дури да речеме дека ќе дојдат на власт утре. Како они како ќе напредува Македонија, како ќе демократизира со вакви тоа е интересно прашање во кое што морам да се вмешам. Луѓе кои што се социјалдемократски определени, луѓе кои што биле на функции и се на функции во таа иста партија, знаат во приватен разговор и да се јават и да речат дали се, ова директно цитирам, дали се овие нормални, па со кого утре мислат они како мислат они утре да прават власт и да владеат и воопшто да имаат комуникација со новинари кога го прават ваков притисок врз медиумите кои што се сега етаблирани. Затоа што ти не можеш сега да ги избришеш сите медиуми, сите канал 5 и утре да правиш нови телевизии кои што ќе мора да има. Логиката е проста. Знаеш како он за да не биде. Сакам да кажам дека и внатре има луѓе кои што не се согласуваат со начинот на делување на партијата која што преку СЈО во моментов казнува медиуми, трга директно во борба со медиуми за да дојде до она што е политичката цел. Има најави за формирање на фракции во Социјалдемократскиот сојуз, го слушаме тоа постојано и со оставките кои што беа околу Конгресот и тоа е реално да се очекува затоа што внатре исто така постои незадоволство без разлика колку СДСМ и да се блиску до власта или далеко во моментот, има луѓе со здрава свест внатре кои што кажат, чекај, не може сега ние за да се спасиме од нашиот криминал да прогласиме дека сите други се криминалци, пошто сакам да кажам дека е видливо не само од наша страна, туку и од страната на луѓето кои што се внатре, дека тоа што го прават не е
ниту демократски, ниту па е мерка која што прилега на една партија. Види, да не го заборавиме моментот на делување на специјалното јавно обвинителство во однос на поднесување на пријавите, кривичните пријави и тајминг кој е секогаш поврзан со попладневни часови и дежурства на истражни суди, што е многу важно. Затоа што вашиот конкретен случај, односно случајот со вашиот газ, да имаме темпирање на момент кога одреден на нив наклонет судија, кој што па меѓу другото бил поранешна сопруга на висок функционер министер во влада на СДСМ, па и на сегашен адвокат што ги застапува цела плејада на членови и високо позиционирани лица во Социјалдемократскиот сојуз, кој конкретно носи одлука, на пример, и покрај тоа што претходно истражен судија одбил да определи мерка притвор, да ја преиначи истата за да му одреди мерка притвор на вашиот. Значи тоа не е прв пат, тоа беше првиот случај беше со обвинетиот поранешен началник на петата управа во управата за бедност и контразнање Горан Груевски, кога исто така во попладневни часови кога се на дежурство определени суди веќе претходно обработени, веќе и се знаат кои имиња циркулираат во јавноста кои се, за да се поднесе обвинението и да се добие, иако за истиот тој човек после 2 дена беше укинато. Укината мерката притвор, мислам дека слично ќе биде и со господинот Кочан, но тоа е имплицирана друга работа, колку подземно се работат овие работи, што е навистина проблем за општеството, затоа што специјалното јавно обвинителство има уште 2,5 месеци, 3 да поднесува обвинени. Сега тоа ќе биде една тирада. Им се брза неверојатно и тука може да настрада и суво и сирово. А не ја исполни својата функција во целост која што се очекуваше, ниту двоезичноста која што се промовираше од таму. Колеги, ви благодарам што сте гости во твоето студио. Навистина би сакал да бидеме европски лицемери, да станеме еднашка членка на Европската унија, од една друга позиција да разговараме за овие работи. Искрено се надевам дека еднаш ќе добиеме независно судство и дека и власта и опозицијата на некој начин ќе трнат рацето од медиумите, бидејќи ќе им требаме. Ќе си требаме генерално, не заради партиска успех, него ќе им требаме заради слобода на медиумите, бидејќи власта и опозицијата се менува и влегуваат во една иста замка каде што ќе им треба она што некогаш го забранува. Се надам дека ќе биде така, дали за 100 години, за 10, не знам, но битно едните генерации да живеат во малку послободно време, каде што ќе биде слободата на говор и изразувањето слободно и дека никој нема да забележува што имаме различни ставови и различни медиуми. Впрочем, сега дека е така, не постојат апсолутно слободни медиуми без некакво политичко влијание. Видовме во случајот во Америка со CNN слободен пазар каде што новинарите ќе можат да флуктуираат и да се движат. И благодарам уште еднаш да придонесот во оваа емисија и се надам дека правдата ќе биде задоволена. Благодарам почитувани гледачи и пријатели. Но за старт, за да можем да одработам платата, Почитување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покраниш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте само Можете саркастични колку што дајте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ќе завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ве молам режија.